Здраво! На сите, иако веќе 20 минути или неформално ние тука дискутираме и збориме. Добре дојдовте на вечерашното издание од серијата Диалози со визуелни македонски визуелни уметници. На моје голямо задоволство, оваа вечер имаме Дарко Алексовски. Млад, во младци уште со категоријата. До 30 години. На границата, сме на границата. Добро, значи... Па не сме да близост. Не мора да ставиме па квалификатив некој што визуелен уметник, македонски визуелен уметник, кој што се занимава со различни типови на медиуми во неговото изразување, кој што има еден доста специфичен индивидуален пристап во неговиот израз, користејќи пред се наративност во голема мера, личен прерогатив во тие визуелни нарации, значи претежно се визуелни, иако во тоа се мешаат и други дисциплински изразни форми, можеме да кажеме. Текстуалност. Како ресурси, да речем, користи доста и книги, литература, музика, и токму таа серијалност, некаква и континуираност во музиката и во текстовите се провлекува и низ неговата визуелност, се обидува да ја примени својна серијалност во неговите визуелни пристапи. Интересен аспектот што доста сензитивно пристапува кон третманот на тие лични проблематики, меѓутоа тоа не се толку едноставни теми кои што ги работи, иако делуваат доста интимно. Низ интимна призма тој приоѓа кон политичкиот дел, кон општествениот дел, кон социјални теми, антрополошки теми, кои што уствари се доста актуелни проблеми во нашето совремие. Што е уште една карактеристика која што се провлекува низ различни негови перспективи, тоа е интерактивност на неговите дела. Сака да комуницира со публиката, сака да ја обзнани до одредени граници нормално својата интимна преокупираност, меѓутоа и да дозволи простор за некакво дополнителна разговорливост на делото со публиката и интервенција на публиката врз неговото дело во различни конституенти, во различни елементи од делата. Може би е убаво да почнеме со презентацијата, да не повадаш некако во различни аспекти, во различни интереси, во различни теми кои што си ги работат низ годините. Па предпоставувам од самите дела ќе произлезе и дискусија за и прашањата на крај кои што можеме да ги проникнеме. Да, супер. Фала ти, Аната, за овој повед. Интересно секогаш ние некако работата на визуелните уметници не е индивидуална, а голем дел од нивната студиската работа е индивидуална и убаво е вака да се слуша некој по-објективен начин на исчитување на делата или на практиката и некако кога ги селектират проектите, на предходни презентации нема дилема, значи секогаш хронолошки сум од постари дела кон понови или од понови кон постари. Овој пат за оваа презентација некако делата ги подели во три некакви целини тематски. Тематско истражувачки дело, бидејќи се работи за проекти кои ги работам долгорочно, кои ги работам по неколку години, кои се уште не се завршени, се тековни проекти истражувања. Така што јас, како покажам дел од проектите, од делата на некаква документација, ќе раскажам кратко вака, колку што можам за делата, за нели кои биле моите интереси, зашто сум почнал да ги работам, кои биле насоките, па после од самите дела, самиот материјал што ќе покажам, некако да развиеме некоја дискусија, што за мене е поинтересно да разговарат. Некако логично ми беше, бидејќи тука сега се наоѓаме во
во КСП центар Јавро, некако логично беше презентацијата да ја почнам со еден проект или едно истражување кое го нареков место за вочитање, кој почна во 2020 година на покана од тимот на центар Јавро на почетокот на пандемијата. Заради неможноста физички да се присуствува во еден простор, да се создаваат дела на резиденција. Резиденцијата се префрли во дигитални простори, беше претежно на Инстаграм. Тоа што во тој момент, ова неколку пати го имам спомнато, дека чувствував дека имам сериозен креативен блок во текот на почетокот на пандемијата. Едноставно некако и општествените, социјалните, нашите лични интимни прилики беа нели такви какви што беа за време на пандемијата. Единствено нешто што имав како креативна, да речем, мотивација е сеќавањето на места на кои сум бил претходно. Така што тие 7 дена кои ги добив од центар Јавро да ги водам, значи ја го добив профилот, Инстаграм профилот, може да правам што сакам, да се одлучив секој ден да пастирам слики цртежи, што ги работев во текот на денот и кои се однесуваат на различни места и градови што сум ги посетил во измината година. Од таа акумулација некако на слики на сеќавање, неколку пати се сретнав со неможноста да се повикам на некакви слики или визуелни прикази во сеќавањата и тоа беше моментот кога мислам дека по-сериозно или по-активно почнав да користам креативното пишување како деловна методологија. Тоа не беше ништо, мислам, не беше нешто сериозно, да речеме сега дека имав намера некоја литературно дело да напишам, туку повеќе беа некакви белешки од сеќавања од баш од место од патување, конкретно беа како вид на патот се. И после пандемијата како прогресираше, како се менува условите, на почетокот на 2021, тоест на средината на 2021, бев поканет на уметничка резиденција во Линц во Австрија и решив за тој месец додека сум во Линц да го продолжам истиот проект, да се занимавам со истите некако теми околу мечтењето за различни места, за градови и така натаму. Тогаш кога ќе се вратив во ателје немаше веќе со сеќавање да работам, бидејќи се сеќавам со фактички вистински нели град, што е надвор од дома. Така што за тој процес некако да биде генеративен, тој креативниот процес да генерира некаква содржина или некакви дела да можам да ги работам во студио. Си дадов неколку правила, односно неколку ограничувања. Едно од ограничувањата беше дека ако сакам да насликам или да нацртам некој дел од градот, тогаш не смеам да го фотографирам. И од друга страна, ако фотографирам нешто во градот, пример шетам се нешто ако фотографирам, тогаш таа фотографија или тоа место не смеам никако да го искористам во делата. И исто, значи, таа да речем, не архива, туку баш акумулација некако од дела само се прошири, значи првите дела кои беа нели настанати во еден дигитален простор, само се проширија, се дополни како дела кои беа создадени во истински, во фактички простор. Ова се исто значи не било од детајите во Линц. Во 2022 значи во 2021 уште додека само што се вратив од Линц, учествував на 13-то Биенале на млади уметници
Музејот на современата уметност, која што бе гледано тројството наградени уметници, заедно со Наташа Милјакова и Диритон Салмани. И во 2022 бев поканен да имам на направена самостојна изложба, да развијам некаква нова продукција. Многу природно, многу логично за мене во тој период беше да видам што можам да направам со делата од резиденцијата. Мислам тоа за делата од резиденцијата од Линц. И тој некако ме интересираше релацијата тука, значи за технички аспект ме интересираше релацијата на разликата помеѓу интимниот домашен простор или студиски простор и просторот на една уметничка институција, како тие дела можат да го окупираат. Да, тука би рекол дека ме интересираше трансформацијата на материјалите од еден во друг медиум и од еден во друг простор. Начинот нели како цел музеј со целата средна сала беше исполнета со вакви цртежи составени од мали А4 формат карти како мозаик беа наредени. И после некако, после изложбата во МСЛ, не дека имав чувство дека го исцрпев материјалот или од места за мечтање, туку некако ме интересираше како тој материјал може да се преведе, да речеме, во еден медиум што ќе биде, например, подостапен, да речеме, до публиката или медиум што може полесно да го дистрибуирам, полесно да го представам. Мојата, мислам, да, примарната професија, примарното образование ми е во областта на визуалните уметности, во областта на сlikарството. Но еден период, откако дипломирав, работев и во маркетинг агенција, графички дизајнер. И тој период на работа во агенција секогаш беше, би рекол, конфликтен. Значи, од 9 до 5 бев графички дизајнер, после 5 бев визуален уметник и тоа малку се создаваше некаков конфликт во мојата практика, во тоа што сакам да го работам и цело време гледав некако да ги издвојам. Значи, начините како можат тие две дисциплини да се издвојат. Но со овој проект почнав, само за вака ќе скокнам, од проектот Места за мечтање, го развив малиот прирачник за мечтање, како серија зимови кои, значи, почнав да ги самостојно да ги издавам во септември 2022 и се уште ги издавам, значи се уште трае како проект. Како еден некако време требаше да помине за да сватам дека ова е проектот во кој јас некако се обидов да ги спојам двете мои знаења и од, значи, мојот интерес за визуалните уметности, мојот интерес на мојот примарен интерес на визуална уметност и моето знаење од областта на графички дизајн. И овој мал прирачник за мечтање прво почна како самостоен проект. После неколку изданија почнав да поканувам уметници. Фактички изданието стана колаборативно, почнав да поканувам уметници да учествуваат во секој издание со некаков или текстуален или визуелен материјал. Темата кога поканувам уметници, темата е секогаш мечтање. Многу едноставно и многу комплицирано истовремено и ми интересира, значи тоа се најчесто мои пријатели и мои претходни соработници, ми интересира како кој е нивниот одговор, која е нивната реакција на што е тоа што они замислуваат
кои што не го зависуваат како нешта. Тоа беше околу темата мечтање, би рекол. Ова исто така, ова е едно од најновите дела, го изложив првен во Националниот музеј на Босна и Херцеговина во Сараево. Второто изложување беше во Ротор центарот за современа уметност во град. Како, значи, делото се века и планините продолжија да доветуваат и беше директен одговор на темата на кураторскиот концепт предложен од Антон и Маргарита за уметнички стратегии за зачувување на биодиверзитетот. Конкретно, значи, се заработеше за две различни студии на случај, еден во Босна, еден во град. И делото беше направено специјално за таа прилика, базирано беше одговор делото на нивниот концепт, на нивното истражување. Ова дело се состои од две целини, некако ги врзува и местата за мечтање како практика, значи како методологија или цртање во скетчбукови, па после тие цртежи ги селектирам, ги изложувам како во некоја пословна формација и интересот за везење или за шиење. Тоа е како завеса и тогаш, не знам, они како куратори ме предложија исто така некоја литература, исторична литература и као литература фикција. Јас читав некои есеи од Ребека Солнит и она зборува, значи, за пейзажот не само како физичко место, туку и како ментално место. Практички ние луѓето сите, нашата свест, нашите сеќавања, нашата ментална состојба секогаш може да биде прикажана преку пейзаж. Тоа ми беше многу интересно како слика, нели како можеме да ни нашата каква слика ние можеме да исконструираме од нашата моментална емотивна или ментална состојба, а тоа да биде пейзажна. И значи ова дело е поставено како завеса, бидејќи ме интересираше како например, ние нашиот прозорите што имаме ние во просторите каде што живееме, каде што работиме, ние со поглед кон светот, тоа имаме завеса или некаква нешто што ги покрива, некаква препрека имаме ние кон тој поглед. И ме интересираше како може таа завеса или таа препрека да отвара. Значи, малце контрадикторно, малце поетски, нели, како видување, ама кој е тој пейзаж што завесата не го крие, туку го открие. Тоа беше како прашање, како работа да стави делото. Ова се некои фрагменти од малите цртежите кои беа изложени во скоп на делото заедно со завесата и завесата некако беше подавала поставена за да може луѓе баш да влезат во тој и физички и имагинарен простор колку може да ги разгледаат. Сега да се вратиме на партиципативноста. Во 2014 на покана од Марк Пецингер, кои се издавачи на уметнички книги од Виена, развив еден проект кој се состои од 15 големи постери, дизајнирани како поенки и изложени како празни, празни поенки заедно со фломастери и дервени бојци и така натаму, за публиката да може да интервенира од основа ги бои. И проектот, значи првото изложување беше 2014, мислам дека ова е најизложување проектот. Ана исто го има курирано, Сусана Милевска го курираше,
ова беше последното представување. Мислам најновото, да речам, од 2021 во Мелбурн. Претходно тука имам и десната слика од Октоберски салон во Белград, левата слика е од изложбата што Марк Песиnger ја организира во Марсел во Франција. Тоа беше првиот пат кога фабриките беа изложени. И да, значи, идејата со овој проект беше како јас да направам нешто во чест на Велес, бидејќи сум поразно живеам, работам во Велес, нели како индустријски град во Македонија, тие фабрики после приватизацијата дел продолжија да работат, да се затворија. Значи, како да земам таа, да речам, економско, социјална, политичка тема и како да развијам некој проект кој ќе биде, кој нема да биде. Значи, не сакам да биде некако патронизирачки и не сакам да биде некако као јас сега да се правам паметен да кажувам незнисувам решенија што да се прави или со тие простори, туку сакам да го понудам проектот како празници кои одново може да се создадат, но не јас да ги создадам како уметник, туку да ги создадам заедно со директно учество на публиката. Одговорите, интеракцијата со публиката беа многу интересни, бидејќи некој ќе се подпише на телефонски број, става некој порака, ќе напише некој графит, ќе напише, значи многу различни и различни публики исто така беа дел од проектот. Значи на Октоберски салон се сеќавам за овој време да ми праќаа фотки од деца цела од градинка, например, луѓе постари, по-возрастни. И интересно е да се види како различни реагираат на делото. Секако овие како документација се собираат на неколку места, значи дел има менатска странство. Идејата е никогаш да се соберат и да се види како дали да се најдат може некакви патерни, па да се видат разликите како луѓе од различни културни и општествени средини различно реагираат на дело кое е понудено да го довршат. Што е една страна, мислам, вака може би е професионална мана, но јас, например, кога сум публика на некаков партиципативен уметнички проект, малци имам, јакогаш имам резерва, значи колку таа партиципативност може да отиде, значи кои се очекувањата на таа партиципативност. И така што има и по-резервирани луѓе, има луѓе што се по-слободни од тоа реагираат со делото. Од работата со Марк Песиnger како издавачи, искуството од размислување во некаква серијалност, размислување во некаква дело кое може да биде понудено на публиката за разгледување, за читање, за не нужно дело што е само во галерија изложено на 2-3 недели, а после нема кај да се види. Многу ми помогна за работата со Private Print, со Иви и со Марија, на нивна покана на крајот од 2016 и издадов мојата прва уметничка книга, Growing, која беше некаков истите интереси, да речам, од работата со фабриките се преселија и во овој проект. Значи, како можам еден простор да го искомуницирам на визуелен начин со публиката. Овој пат просторот не беше еден или јавни простор, не беа фабриките, туку беше просторот на градината дворот, која сум порасна. И беше како, значи, книгата беше замислена како еден портрет на таа градина, на луѓето кои кружат околу градината. И сега некако од тој интерес тоа што
што е надвор од нас, значи светот кој е надвор од нас, светот кој е близо, кој е интимен, кој е поблизо до нас. Значи, овој проект од 2023-та, мислам конкретна слика, изложба од 2023-та, но содржи дела, содржи серија љубовни писма на осаменоста, кои прават за време на магистерски студии кај Дана. Значи, тие беа 2018-та. Дела магистерската изложба беше серија сигурно љубовни писма не адресирани. Мислам, упатени до вистински личности, но никогаш не испратени. И на покана на три девојки се Сплит кои работат во Culture Hub Croatia, три кураторки, на нивна покана ја развив една поеднаква верзија од писмата. Значи, тие писма од магистерската после тоа прават принт изложив 2019 како засебен сегмент. И ги постави во еден простор во кој имаше мултиплицирана фотографија од морски бранови, како еден одговор на холандското, како еден одговор на еден чест мотив од холандското жанрно сликарство од 17 век, кога Вернер Јанстин, Герот Тербор, значи кога многу чест мотив кај нив е луѓе што читаат или пишуваат љубовни писма. И сега, еден од начините кои историчарите кои се занимаваат конкретно со тој период, што го предлагаат за исчитување на содржината на писмата е нели сите визуелни некако клучеви или сите визуелни некако шифри кои уметниците ни нудат во целата композиција. И многу често во тие композиции има некаква сцена од пейсаж или сцена од морски пейсаж. И интерпретацијата е дека ако е морски пейсаж, ако е мирен, идиличен, дека станува збор за љубов која е така идеализирана, ако е пейсаж од бура, тогаш значи дека е за некаква бурна љубов. Мене ме интересираше како може нас публиката да е ставила во еден таков простор. Тој замислен простор да го претворам во физички простор и на некаков суптилен начин да алудирам на самата содржина на писмата. Дека тоа се љубовни писма, но публиката да добие некаков осет за каква содржина станува токму преку фотографиите од море, од брана. Во 23-та тоа се, значи, да речем и двете сегменти од оваа изложба се трансформираа и таа мултиплицирана фотографија се претвори во големо форматни слики, кои ги исцртувам директно на местот каде што е изложбата. И исто така од 2018-та некако многу чувства и емоции се променија, така и писмата се променија. Многу интересен беше процесот на преведување од еден јазик во друг. Оригиналните писма беа на македонски, па после преведувавме на англиски, па англиски ги преведувавме на хрватски. Така што имам веќе 3, да речем, верзии на писмата, некои од оригиналните да отпадна на нас. Во 23-та сметам дека незабавно се аматири, след години поминала. И да, исто тука не е толку партиципативност, но тука е повеќе интерактивност, значи публиката е поканета да ги земат пликоата, да ги отвори пликоата, да земат писмото, да чита писмото и да ги факта во пликоата. И истата верзија, слична верзија на покана на Јованка Попова во Музеј на современото уметништво во рамки на изложбата Срщане заедничко лани во октомври. Го преслика, да речем, овој сетинг. Што тука малку
бидејќи беше мал просторот, ја исто тоа сакам да го кажам како уметник дека многу полесно се снаѓам во помали простори, колку во големи простори, попредизвикувачки се големи простори. И тука кога ја представувавме изложбата немавме никаков план, значи бевме 10-15 година во Сплит, додека ги работев делот и како беа представени, значи, таблите, у еден момент сватив дека масата со писмо изгледа како публиката да се наоѓа на пустостров. И тоа многу се свиеше дека дека имагинарен или пейзажот, ама и таа клаустрофобија дека никога не само просто не значеше. Тука во МСУ разговаравме со Јованка како дали тоа може да се отвори, како тој пейзаж да се отвори, но од друга страна нејзин прилог што многу ми се допадна беше писмото да се затворат. Значи тука веќе интерактивност беше поништена. Да и на еден поетски начин некако преку нили масите кои се затворени, да писмата може да се изчитаат преку стаклото, но веќе разговаравме за емоции не кои се потиснати, туку емоции кои се веќе абсолвирани, така, емоции кои се архивирани. Значи имаме некаква љубов, некоја емоција веќе архивирана и ми се свиѓаше како изгледаше тоа, каква димензија му даде на целиот проект. И ова е последното дело што ќе покажам, едно од мислам дека најновото проект. Ова беше поставено во Rijeka на Zoom Present Past фестивалот, организирано од регионалните институти од цел Балкан. Фестивалот беше во Хрватска. Јас и Ивана Мирчевска учествувавме. Джоја ми беше директор на проектот. Првен ги развив на проектите за локалната публика, имаше едно кратко представување на кон крајот на годината. А сите собрани проекти, значи сите учесници од Македонија, Србија, Босна и Херцеговина и Хрватска, бевме собрани на тој фестивал во мај месец во Rijeka и таму им представивме сите дела. Овој проект се вика Денем Конкрет Утопија и некако се надоврза на работата со пейзажи од море, пейзажи од Раман, значи се надоврзува на тоа парење или тоа прашање на утопијата, замислено подобро место. И знамењата ги земав како форма, како формат кој означува некаква територијалност. Тоа ми беше многу важно и претходно беа поставени пред зградата на Кет институтот и таму има една димензија кога асоцираат или кога сакам знамењата баш да бидат како некакви патокази дека морето тука е некаде искоритана каква утопија да речеме, која исто така се поврзуваше со поранешна Југославија исто видено како утопија, бидејќи тоа беше темата на целиот проект. И вие знамења беа мој одговор на таа тема. И тука има една димензија, значи кога беа во Скопје, во урбана средина поставени, а сосема друга димензија има во Rijeka, кои беа негде поставени до море да представени. Но таму, значи во центарот на делтата во Rijeka има еден дел кој е заграден, значи пристапот до морето е ограничен. Има плажа да кажем. Да отидеме, така што димензијата која знамењата добија во Rijeka беше исто така еден покнеш или едно мечтање за некакво поинакво или подобро место, баш заради тој ограничен пристап до морето. И јас тука завршив презентацијата. Различни медиуми, различни идеи, различни проекти, фазани, които представяме
наложи много ужас. Може да се включат, но секогаш е предизвик кој треба да се направи селекција за едно место. Представување кое треба сепак да даде некаква најобшта слика за тоа кои се твоите интереси и пустати во изразот. Кој тоа е интересно и предизвикувачко, дали експериментираш пред да го поставиш или си даваш за права експериментот да биде финалното дело кое што ќе биде поставено. Дали некогаш кога ќе го зголемиш, не си задоволен, се одлучуваш да го тргнеш или едноставно да дозволуваш експериментот да биде условно, не успешен за крај, според твоите тоа начин за почеток. Да, тоа е много точно. Значи, првиот коментар што го спомна за како да се зачува тоа сеќавање. Значи, баш пред презентацијава го отвори Џон Бергер, начини на гледање. Ние почнува книгата со тоа дека гледањето, согледувањето секогаш презборувањето. Значи, ние прво гледаме, па после зборуваме. Или исто така многу интересира и ставот против толкувањето на Сузан Сонтаг. Тоа не е како ние искусуваме едно уметничко дело свесно, кога свесно избираме да не го толкуваме, значи да не го интелектуализираме. И таа потреба за визуално меморирање на тоа што се случува околу мене е многу прецизно го кажа дека не е забележување на некој конкретен пейзаж, ја сега треба гледам па да го пресликувам или гледам па да го пресликувам, туку повеќе за некаков импулс, некаква состојба која некој мотив кој во моментот кога јас седнувам нешто да нацртам е биле примарна окупација. Ама таа намера или тој избор свесно избирам или вежбам, како да кажам, вежбам да го правам без многу подготвување, ако има некаква смисла тоа, без претходно да знам што ќе излезе на страницата. И убавото за мене во таа пракса или користењето на цртањето како метод е баш изненадувањето кои произведуваат од тие цртежи. И исто така тоа е, мислам, поради, како да кажем, не само сега ќе речам уметничкото образование, но не мислам конкретно на нашето образование, туку образование во смисла на сите дискурси кои ние познаваме, со кои сме се соочиле, дискурси за уметноста. Тоа постојано барање на стилот, барање на некаква естетика е нешто што гледам да го отдалечам од себе си, ако има смисла, некако не верувам во идејата за стил или за уметнички ракопис или идејата за дека јас треба постојано како уметник да бидам во потребата на некаков стил и кога ќе најдам стилот само ќе го повторувам до крај да безкрај. Мислам, тоа апсолутно безсмислено ми делува и некако да, тие се трансформираат и од еден медиум во друг медиум. Некако секогаш почнувам со некаков цртеж, почнувам со некаква скица, тоа некогаш останува на ниво на цртежна скица, некогаш се трансформира во дигитално дело, некогаш се трансформира во поголема инсталација што окупира поголем простор. Тоа исто така го сваќам експериментирањето со малите и со големите формати, исто така го сваќам како предизвик, не секогаш успешен. Тоа што мене ме интересира е како таа, да речам, архива на слики, на прикази што имам, например, од историјата на уметноста, како таа свесно или несвесно се
пресликувани во моите дела. И тоа е, да, некогаш, например, кога имам јасни референции за тоа што го работам, например, тоа ќе го спомнам во некакви изјава, некогаш треба време да помине, па во делото да препознам нешто што сум го видел, например, 50 пред 15. Несвесно сум го пресликал или како метод, или како форма, или како начин да се развива. Во контекст на партиципативноста, колку сметам дека делата, твоите дела, че ја предизвикуваат публиката, ја предизвикуваат. Поселените го публикуваат, ја предизвикаат заради партиципативниот момент, да е секако, меѓутоа ја предизвикуваат пораката, така што имаш. Па јас се надевам дека ја предизвикуваат. Колку имаш фидбек од реакциите нивни, од сознанија? Забајаат луѓе кои што ги знаеш, но могат да ти кажат, меѓутоа има и публика која што нема предзнаење за различни типни на теми, на пристапи и така натаму и така натаму. Колку се интересираат успари, колку гледуваат во суштината нешто, колку лесно доаѓаат до... Па, исто така тоа зависи, значи, во кој зависи во кој контекст се изложени се, конкретно за фабриките, ако разговараме. Фабриките најчесто сум ги изложувал во рамки на групни изложби и таа партиципативност некако била подстикната, да речем. Самиот тим, луѓето што работат, кураторите, јас како ги, ако сум го простор, бидејќи луѓето имаат, постои таа бариера. Значи, и во различни културни контексти таа некако научена, како некој не пише на правило, како дело кое е поставено на пиедестал, не сме да се допира, не сме да се интервенира на некој начин. Од тој аспект некако технички мислам дека партиципативноста многу често се случува ние како вклучени или како субјекти од уметничкиот систем, дека малце треба да потикнеме така, дека луѓето да се ослободат и да сватат во еден момент дека можат самите да учествуват да направат нешто. Делото без претходно, без никакви јасни, не даваме никакви параметри. Партиципативноста, не знам, мислам, освен тој проект кој стално опишувам или во портфолио, во CV, стално да ставам како партиципативен проект, во другите проекти секогаш е не по-субтилно присутно, туку по второстепено присутно. Например, партиципативноста во книгата во Гроинг не беше само интерактивност, туку партиципативноста беше дека со самото прелистување на книгата цртежите, дрвета, растенијата растат со текот на како се женени и страниците. Исто така, значи дел од страниците беа оставени празни, јас тие ги оставам малку амбивалентно оставам дека луѓето може да ги искористат за некои своји белешки цртежи така натаму. Така што да, прашањето немам да речам еден одреден став, бидејќи има малце како love hate relationship со партиципативноста и често пати и самиот сум го почувствувал тоа преку фабриките, дека може да создаде многу чудна хиерархија, во смисла дека јас ја понудувам военката на публиката да ја заврши како слика, ама што е тоа па што публиката добива за година. Тоа е како неплатена работа. Мислам, може така да се протолкува. Јас тоа исто така го толкувам, така што затоа мислам дека почесто ја изложувам во рамки на групни изложби, самостојно само една за Сплит ги имам изложено. И пак тогаш кога изложив самостојно беа, значи дел од изложбата беше презентација работилница за малце да се доближи форматот
да не, како да кажам, да не испадне дека ние како субјекти од уметничкиот систем, јас и кураторот, дека создаваме услови во кои таа хиерархија само ќе се провлекува, не се бележи. Мислам, на тој разговор или тоа контекстуализирање на делата беше важно да се спомне дека ова е доброволно, така е присилуване да учести. А во контекст на писмата, и тука се појавува еден момент на одлука дека ќе се условно разголиш, ќе отвориш интимот до каде, колку, дали старт беше храбар или и како после реагираш? Мислам дека многу влијание имаше да бидам по-отворен во форматот. Да, тоа е доста отворено, доста се отвараш. И не е, тоа некаде го имам спомнувано, мислам, во некои текстови, во текстот за Министерството, мислам, го спомнувам дека не е нужно да се работи само за романтичен тип, не е само на романтицизам, туку е платонска љубов меѓу пријатели, значи не знам, јас никогаш, например, не ги, како да кажам, не ги... Една од практиките мои како уметник е да чувам се што можам да се очувам од тоа што направам. И моето образование почна тука во Скопје, средното уметничко училиште. Значи, средно уметничко буквално се чува. Сите најмали скици, сите секој кроки, секој, значи, лавиран туш, пастел, акварел, значи се што имам направено, е спакувано во една архива дома и како да кажем, никогаш свесно не одам против некој дело, да речем, ова дело го изложив и готово се нямам нешто со ова дело. Само чекам, секогаш чекам да се појави истинскиот момент, да речем, повторно таа архива или таа акумулација на дела кои имам, да изгledам нешто или да ги трансформирам или да ги изгledам. Се надевам дека да говорим на прашањето. Други? Прашам нешто. Првиот слайд да го пратиш. Не знам, прав или втори или трети. Не, тоа после. Ево. Ова е насликаното, нацртаното е исто што е позади, тоа се пресите. Што го држиш? Да, е прозорот. Пошто многу се биде интересен методот да не фотографираш тоа што сакаш да го нацрташ, а да гледам фотографија и цртеш во исто време измени, Ама се две во едно. Направи на више точно след. само за презентацијата. Добре, Да, тие, не знам, на ВКВ Академијата, која бев таму работевме со Владка Корат, многу интензивно, имахме работилници и онлайн и физички простор во Загреб, кога се сретнавме. И тогаш многу работевме со многу едноставни задачи и задачи кои се генеративни, кои самите генерираат некаква содржина, генерираат некако дело. Така што и претходно ова, например, беше една година пред да бидам на ВКВ Академијата. Таа работа со рестрикции, некако како уметник, што многу рано добив свесност дека сакам да ја имам во мојата пракса. Едноставно дека да, некогаш физичките услови се лимитирани, некогаш материјалните услови се лимитирани, така ега, например, конкретно за вокаличник, немавме ние простор за работа, но тоа не значеше дека не треба да работиме
тоа беше, знаеш, таа цела книга, да речем, со цртежи што направи во Галичник, беше како на генеративен начин да ги искористам сите рестрикции кои ги имам јас во овој простор. Ние 8 дена, цело време бевме бла на вакината и како јас тие рестрикции, тие пречки, да речем, во пречки, условно да ги искористам во... И затоа сега да цртам, кај што одев и на маса на столица. И тоа многу ме интересира како тоа моје адаптирање на различни простори. Да, некогаш имам, тука, например, имам ателие огромно. Значи, можеш сакам да правам. Некогаш работам кај мене дома во соба. Значи, тие услови, отпосле гледам јас како реагирам, како влијаат на делата, ама тоа играње со форматите исто така зависи од тоа движење од еден во друг простор. Најчесто, например, јас кога ќе дојдам во галеријски простор со мали формати, а галеријскиот простор е поголем, самиот простор ме речем ме мотивира да тие мали формати да ги видам во некаков поголем. Да, само е проектира начин на комуникацијата во новината. И тој одговор или таа реакција на самиот простор. Значи, јас, например, како уметник можам да се убедувам до утресваља, можам да се убедувам дека знам еден простор, кога сум во просторот како публик. Ама кога ќе влезам како уметник, просторот добива сосема појаква визија. Јас заборев дека институционалната критика. Да, интересно. Посебно треба да се занимаваш да валорацијата. Тоа ми беше мене ми беше интерес некако од кога ги планирав, ама институционалната критика, таа никој, мислам, е движење, нема една практика што значи институционална критика. Сите уметници во првиот и во вториот бранд некако имаат своји практики што ги работат и конкретно сега, ја например, најавите и со делата и со дискурсите на Андреа Фрижер, најавите си на сретнато и важен е тој, мислам, сега може би не е важно за публиката, но за нас како уметници, како куратори е важен тој однос, тие релации кои се создаваат во уметничкиот систем. Ми се чини дека ти фали, ама ова го кажувам исклучено за презентацијата, бидејќи деловаш ги заборил, така што ова е наш, мислам, ептена ограничена критика. Едно од делата што сум ги видел. Што се мислува, значи, нашата презентацијата и твојот избор на проектите и сега тоа. Ми се чини дека фали нотена субверзивност, знаеш, во твојот, да кажам, ракопис и во твојот пристап. Нотена драма, знаеш, нотена самокритичност, не за да ти излачиш од тебе, знаеш, она што можда и не си ти знаеш, ти си извореден на кулирски, како да кажам, ориентиран уметник. Тоа е најквалитетната и најартикулираниот слој, знаеш, на твојата уметност. Баш таа некоја активкост и непретенциозност и оби да се мешаат, знаеш, на жанрови, медиуми, слоеви, некоја што спешно, некоја што не е баш според мене, не си доволно промислени тие релации меѓу текст, меѓу простор, знаеш, галеријски текст по галеријски простор, тоа и слика, и се чини недоработено, или не доволно добра квалитетна работа со кураторот. Преди тоа вика малку сум скептичен и се тоа на куп го ставам, да речеме, пака поедноставено, дека фалат овие работи, ама пак вика можда се ти просто така малку летаргичен во... Пак ги избори да речеме тие три работи. Драма, ама ја разбуди за мојот поглед на уметноста и воопшто на јавниот настан. Значи, субективност, самокритичност, некаква саморефлексија по
знаеш, малку поинаква, не само сожалива, не нежна, па и не само рефлексија, него рефлексија воопшто, и овакво, и ти викам, понекогаш пробива тоа, тој дизајнерскиот момент е преа, или овој живиот, ама ти си многу талентиран како писател, баш како уметноста. Така што билам, сето тоа знам дека е многу тешко фино да се избалансира и секој од тие проекти заправо е супер деликатен. Делува едноставен, делува лирски, затворен, на заштитен, али уствари се комплицирани според мене и не секогаш успешни. Ама вака пак судам, ти велам вака од втора рака, како раскажувам. Да, знам на што мислиш и се слагам со тоа и со аспектот дека да, не секогаш се што правиме успешно. Па да, ти за тоа збориш ствари неколку пати, да. Дека нешто е некогаш успешно, нешто не. Нешто некогаш, да, и мислам дека изборот да работам во дела кои се развиваат со текот на годините, не е тоа едно дело, сега ќе седнам, ќе го насликам, ќе го врамам, ќе го изложам и толку. Нема ништо веќе со делото. Значи, да, изборот е како да се работи, барем мојот избор е како да се работи со таа, со подготвеноста на со како да бидам спремен на тој неуспех, како да се носам со тој неуспех. И ти што викаш да субјективно, например, за тоа знамињата како ги рече, исто така имам и умилени проекти, имам и умилени дела, имам и умилени. Сакам да кажам, дела во кои можам да препознам дека поблиску сум стигнал до намерата и дела во кои не сум стигнал доволно близко. Дали било тоа поради моја лична причина или поради кураторска така релација, така. Знаеш, тоа веќе прашање на мојата намера како уметник и значењето на уметничкото дело. Ја можам само за моите намери да зборувам, за значењето не можам да кажам. Тоа е секогаш за значењето одлучува или времето, или одлучува публиката, или одлучува критиката. Значењата се тие што се променливи. Јас со делото имам една намера, пример со знамињата да речеме, имам една намера. Така сум имал една намера што сум избрал за да ги направам. Без разлика не зборуваме дали тие се успешни како проекти или неуспешни. Може би повеќе се соговориш, знаеш, па со Румен направи мовет, некој Румен Абуџалски, за некој текст и кажа колку као Румен Алфис се дозволуваш као баш себе, како да кажам, изложување, себе разоткривање, као што е нели секојаш деликатно. Особено од кај луѓе што се популарни, да речам, ама она вика да, као треба во одредена мера тоа да го правиш, знаеш, као просто е дел од работата и као очекуваат од тебе. Точно се знаат тие, знаеш, ноти, тие детајчиња нишки, знаеш, дури во интервју, а камоли во уметничко дело. Тоа е лукава стратегија, никогаш не е фер, знаеш, и никогаш е фейк, знаеш, тоа од себе, како кажам, баш разоткривање, малку крв, понудуваш на чинија, ама мислам дека тоа би можело да биде делче на некои твои следни стратегии уметнички. Мислам дека фали такво нешто, некој месо, нешто, некој тело, знаеш, нешто. Повеќе тебе да те видиме внатре. Ова ти викам, си некој така лирски, парченца, прикриени со некои слоеви, медиуми, жанрови. Што ви спремаш наредно? Перформанс. Следно... Кај кој домен истражуваш? Да, имаш свој теми, медиуми, нешто. Па темите некако се... имам теми, да. Тоа што сега некако за следнава година, планираме повеќе да се фокусирам на работа со шири и со дизајн.
Што? Шиење. Везен. Имам, мислам, сега не е ни просто не време овој разговор да некако, како да кажам, да го разоткривам. Ето имам и субјективни, и лични, и колективни причини, каде доаѓа нето име за везење. Мислам, тука се гледам како се надобрзува. И една од стварите сега во нова година е да развијам работилница за овој зимот што е, значи книга како да се направи, за ние тука бевме тројца како сега се направи со повеќе луѓе. Така што тие се плановите, мислам, тоа што некако го гледам вака, сакам да продолжам да го работам, да работите со не толку да речам со цртање и со сликање како минимум, туку примарно со шиење, со песни, со материјали, со текстили. Да. Нагласа. Супер. Нема други прашања. Ја сакам ништо да додадам. Мислам, така се кажа. Си кажа, сигурно. Добро, ти благодариме. Ги благодариме на публиката за присуството. И да ги поканиме утре на уште една. Да, ги поканиме утре на уште еден серијал, маратонски, тврдел, со ова, со Дана и со Денис.